Почитувани, Зоран Заев го допре дното. Зоран Заев ја одреди цената за која што граѓаните треба да се откажат од националниот идентитет. Зоран Заев отворено порача колку чини откажувањето од историјата, традицијата и културата. Зоран Заев на отворена сцена пред граѓани, среден митинг, повика и поттикна сопственици на компании и бизнисмени да ветуваат или даруваат подарок или друга материјална корист за избирачко право. Заев побара од бизнисмените да даруваат пари и материјална корист на вработените, од друга страна кон работниците настапи со барање и очекување за 6000 денари да ја продадат државата и идентитетот. Ве молам да погледнеме едно видео. Еве ги денеска и приватните компании се разбудени. Слушнав, беше денеска кај мене во владата, стоејќи се видовме со Волканов, инвеститорот овде на Минстрој. Вели, испратив порака до работниците да излезат сите и да гласат на референдумот. Тоа е добро за Македонија, тоа е добро за Крива Паланка, но добро и за мојата компанија. Затоа што перспективи и за Минстрој се оствараат во Европската Унија и НАТО. И не само тоа, вети некоја награда дека ќе даде плюс на работниците, од тоа што верува дека блеска Македонија во моментот, отвара перспективи, но и неговите инвестиции ќе имат перспективи во оваа Македонија. Имаме директори на компании во Македонија македонски, кои што велат ќе дадеме уште една екстра плата, затоа што и за мојата фирма се отвара перспективата. И јас апелирам до сите бизнисмени, ајде почастите ги малку работниците. Сега ова важно и за компаниите, и за граѓаните, и за државата наша. Ако некој има, газдите имат, бизнисмените имат, може малку да отворат кесето повеќе. Почитувани, ова е скандал без преседан. Чист криминал за кој што во секоја правна држава се оди директно во затвор. Ваква монструозност, вакво отворено бесрамно признание, поттикнување и заплашување за изборни цели е незапаметено во Република Македонија. Колку и да е клиенталистички и под притисок македонскиот правен систем, за ова мора да има кривична одговорност. Признанието на Заев е потврда на кривично дело кое во правниот систем на Република Македонија е опфатено во најмалку 4 закони. Кривичниот закон, Законот за спречување на корупцијата, Изборниот закон, Законот за референдум. Ова е кривично дело кое директно удира врз невисокото демократско право, а тоа е правото на избор. Според членот 162 од кривичниот закон, подкуп при избори и гласање стои. Тој што на лице со избирачко право му нуди, дава или ветува подарок или друга корист со намера да го придобие, да го врши, да не го врши или како да го врши избирачкото право, ќе се казни со затвор најмалку 5 години. Во членот 160 од кривичниот закон, повреда на слободата на определување на избирачите се вели: тој што со употреба на сила, сериозна закана, измама или на друг начин ќе спречи или друг ќе присили да го врши, да не го врши или како да го врши избирачкото право, ќе се казни со затвор од најмалку 3 години. Почитувани, ова е признание за кое јавното обвинителство веднаш мора да спроведе истрага. Ви благодарам.